Петтиот пакет мерки за спас на стопанството и граѓаните заглавен во собранието. Додека фирмите и граѓаните го чекаат спасот, министерот за економија тврди дека проблем нема. Кога точно ќе помине пакетот, сепак министерот не конкретизира. Иако власта има мнозинство пратеници што е и повеќе од доволно за брзо носење на законите, таа ја префрла топката кон опозицијата. Крешник Бектеши зборува за можни блокади во комисиите со поднесување дополнителни амандмани кои не би имале никаква врска со законските решенија, иако такво нешто барем за сега нема. Не мислам дека е заглавено во собранието. Јас би сакал да ја користам приликата да ги повикам и опозицијата да ги поддржат мерките кои се секако дека во полза на стопанството, а секако дека и на вработените и во приватниот сектор, а и на граѓаните. Да, власта може да ги изгласи и властата има мнозинство од минимум 62 пратеници, но опозицијата може да ги блокира во склоп на матичните комисии внатре во собранието, а секако дека и со давање дополнителни амандмани кои пречеси и не се во темата. На изјавата на Бектеши реагираше и опозицијата. Му порача да ги повика пратениците од владеачката коалиција да дојдат во собранието, зашто токму тие не доаѓале на пленарните седници, иако тие не биле изолирани ниту заразени од COVID-19. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН досега ги поддржа и понатаму ќе ги поддржува сите економски мерки кои ќе значат олеснување и полесно справување со последиците од кризата, но јасно и гласно кажуваме дека нема да дозволиме владата предводена од Заев својата неспособност да ја правда и пере преку ВМРО-ДПМН и пратениците, реагира од опозицијската партија. Од вкупно 29 мерки во петтиот антикризен пакет, за 10 е потребна законска измена. Стопанските комори досега неколку пати реагираат до власта околу процедурите кои се и повеќе осложени, за да може полесно фирмите да аплицираат и да користат државна помош. Владата се надева дека економијата ќе почне да закрепнува. За последниот пакет предвидени се 160 милиони евра, но за сега владата на располагање има само 50 милиони евра. Остатокот, ако е потребно, ќе се обезбеди со ребаланс на буџетот.